Топлификација АД Скопје ја обвини компанијата за комбинирано производство на топлинска енергија ТЕТО дека покренала стечај сама на себе за да не го плати долгот кон Топлификација и тоа во период кога по 3-годишен период на лоши финансиски резултати минатата година остварила добивка од 8 милиони евра. Причина за овој судски процес во кој фирмата ТЕТО предлага стечај сама на себе е пресудата на Врховниот суд од 27 декември 2017 година, во која Врховниот суд го прифатила барањето на Топлификација АД, дека заемите дадени од Топлификација АД на ТЕТО во период на градба на објектот се достасани и ТЕТО треба да ја плати на Топлификација АД околу 6,3 милиони евра главен долг, а со камата ТЕТО треба да ја плати на Топлификација 11,4 милиони евра. Имајќи предвид дека оваа тужба на Топлификација е за дел од заемите дадени во периодот на градба на објектот, вкупниот долг на ТЕТО кон Топлификација ќе биде над 30 милиони евра со камати пресметани до 1 март 2018 година. Доколку оваа стечајна постапка на ТЕТО се реализира како што е замислена, штетата на Топлификација ќе биде над 30 милиони евра, рече денеска директорот на Топлификација Димитар Хаджимишев. Се разбира дека таква постапка мора да има причина. Ние сметаме дека основна причина за овој ненадеен стечај на ТЕТО е пресудата на Врховен суд на Република Македонија, со која Топлификација практично Топлификација го добива тој спор, со кој го решава клучниот проблем на односите помеѓу Топлификација како акционер и ТЕТО како фирма, кој се однесува на заемите кои Топлификација АД ги има дадено на ТЕТО во период на градба. Цел на стечајот е практично таа пресуда да се спречи во нејзиното спроведување. Дали во конкретниот случај има и друго решение за евентуалниот проблем кој ТЕТО го има, освен отписот на побарувањето на доверителите. Например, во целата таа постапка првостепена, Топлификација предложи алтернативен план. Да работи ТЕТО и ниеден од доверителите да не биде оштетен. Судот го отфрли тоа, не го гледаше. Тој додаде дека имајќи предвид дека дел од побарувањата на Топлификација од ТЕТО се реинвестирани кредити кои Топлификација ги добила од Комерцијална банка, доколку се реализира стечајот како што е замислен, сериозни штети може да има и банката кредитор. Комерцијална банка како еден од доверителите предложи да се продаде ТЕТО, например. Да се впаричи, како викаат банкарите, и средствата што ќе се добијат да ги земат доверителите. И тоа беше одбиено. Судот се задржа само на планот на реорганизација. Има едно јавно и јасно признание дека ТЕТО во периодот од 2013 до 2016 година не работел пазарно. Односно, дека бил условуван од некого да купува газ од строго дефинирана фирма и да продава електрична енергија преку локални трговци, пак на строго дефинирана фирма надвор од државата. Овој судски спор, како што рече Хаджимишев, нема да се одрази на испораката на топлинска енергија кон граѓаните, но неисплаќањето на 30 милиони евра ќе има сериозно влијание врз работењето на компанијата. Во контекст на испораката на топлинска енергија кон граѓаните, денеска советничката од редовите на ВМРО ДПМНЕ Драгана Вилковска побара да се тргне од дневен ред точката за пренамена на пари од буџетот на градот во висина од 15,5 милиони динари за основачки влог за новото акционерско друштво за енергетски дејности на град Скопје. Да се семне точка 3 од дневниот ред денешен, поради тоа што немаме никакви податоци за лицата кои се наведени во надзорниот одбор од одлуката, односно од статутот. Потоа, ова акционерско друштво кое потенцијално ќе го основа градот Скопје, понатаму има право да основа своји друштва и останати субјекти над кои никаква надлежност нема да има градот Скопје.
И останува прашањето зошто немаме никакви биографии за лицата кои се наведени во овој надзорен одбор, на кој начин ние можеме да процениме дали тие лица се соодветно квалификувани за да бидат таму, дали тие лица ќе бидат плаќани и покрај тоа што друштвото потенцијално можеби нема да функционира, дали постои судски спор околу гасоводот и дали тоа би го спречило функционирањето на друштвото и дали овие лица кои се во надзорниот одбор се лица кои се назначени од и дали припаѓаат на партии.